Почитувани, СДСМ до ВМРО ДПМН. Ако СДСМ прислушкувала, зошто се плашите да декласифицирате? Очајни се обидите на ВМРО ДПМН да се извади од кашата во која самите се ставија, откако се заиграа со измислени шпионски афери за да дефокусираат од сопствената неспособност. Случајот со Агенцијата за национална безбедност, кој сакаа да го представат како афера, очигледно со месеци го спремале за предизбори и требаше да биде некакво нивно оружје, односно оружје против СДСМ, но им пукна како бомба во раката. Им порачуваме јасно и гласно: декласифицирајте. Не чекајте ништо, не одолговлекувајте, не бегајте. Нека видат граѓаните дали бил вистински следен премиерот, кој бил следен, со кого комуницирал тој. Бидете еднаш во вашето 30 годишно постоење храбри и честни, барем тоа му го должите на овој народ. Па сите кои злоупотребиле, нека одговараат. Од што се плашите? Дали се плашите дека содржината на овие документи ќе ја разоткрие вистината, врските на премиерот со странски служби од непријателски држави? Дали е точно дека оперативната обработка која ја воделе Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност, а која власта упорно одбива да ја декласифицира, се однесува на откривање руски агентурни мрежи, екстремизам и финансирање на дестабилизација на државата? Дали е точно дека Мицкоски, иако не бил цел на следење, влетал во комуникација со лица кои работат на дестабилизација на Македонија, финансирани со странски пари? И најважното, дали дел од тие финансии завршиле лично кај Христијан Мицкоски или во сефовите на Белата палата? Затоа сега имате шанса. Декласифицирајте. Тоа може да го направите за еден ден согласно закон, секако ако не се плашите. Неспособноста со која ја водите државата ве бутка секој ден во се поголеми лаги, во се поголеми измислени крими скандали, жолти комбиња, дронови што го следат премиерот, дестабилизација. Цели 15 месеци не видовме разрешница за ниту едно од овие сценарија. Вашите криминални романи никогаш немаат крај. Ова е честна понуда од СДСМ. Ние немаме од што да се плашиме. Прашањето е, од што се плаши власта и од што се плаши Мицкоски? Ви благодарам.